Основното јавно обвинителство отвори предмет по допрен глас во врска со набавката на софтверот за сообраќајот, поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски. Побарано институцијата да ги предаде сите документи поврзани со набавката. Сторијата вчера ја објави 360 степени. По 10 дена од објавата на 360 степени за спорната набавка на софтверот за сообраќајни прекршоци, кој лани го купил генералниот секретаријат на владата, а никој не го користи. Гласот допре и до обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Ќе испитаме и компанијата, низиниот историјат и поврзаноста со Рашковски, но и потребата за ваква набавка, вели Вилма Русковска. Поранешниот генерален секретар веста ја дочека на одмор во Мексико. Во меѓувреме во негова одбрана стои премиерот, иако нема објаснување зошто Рашковски купил софтвер кој полицијата не планира да го користи и дали нарачката била померка на неговиот претходно патентиран изум. Лично јас проверив, постапката е целосно законито направена. За другите спорни аспекти од набавката се обидовме да добиеме одговори од фирмата што го добила тендерот, но на терен не бевме добре дојдени. Било каде да прекинете да звоните на било кој стан, инаку ќе повикам полиција. Охридска 37 е адресата која во Централниот регистар и во тендерските документи фигурира како седиште на Invoca Group, фирмата што лани изработила софтвер за мерење просечна брзина на возилата во сообраќајот и изрекување казни, по нарачка на генералниот секретаријат, кога со него раководеше Драги Рашковски. Во отсуство на детални одговори за набавката на софтверот вреден 81.000 евра, а и откако фирмата стана недостапна за нашата редакција, тргнавме во нејзина потрага. Околу стамбената зграда на улица Охридска 37 во центарот на Скопје, ништо не најавува дека тука има фирма за информатика и дигитален дизајн. Во неколку наврати звоневме на стан број 17, кој се води како официјално седиште на Invoca Group, но попусто. Се обидовме да добиеме информации и од соседите. Барам фирма Invoca. Дали тука е во оваа зграда? Мојата адреса која? Охридска 3717. Значи, ова е 37 Охридска, ама звоните на стан 17. Така. Да, не можев да добијам никој, чисто реков да се обидам на друго место, дали сум на вистинското место. Немам информација дека во зградава ја постои било каква фирма, не па како и да ја кажете. По уште неколку обиди да добиеме некој што слушнал за Invoca Group, налетавме на истиот глас. Овој пат со закани не убедуваше дека тука нема таква фирма. Значи, било каде да прекинете да звоните на било кој стан, инаку ќе повикам полиција. Во зградава нема никаков надпис дека постои било каква компанија. Да си најдете начин како да си ја најдете компанијата. Извинете, господине, убав ден, нема веќе да звониме кај вас. Не кај мене, во зградава, значи да си одите, дали ме разбирате? Значи во стан 17 нема кој да ви отвори, не ви отвараат очигледно, тоа значи дека вие треба да си заминете од тука. Ова е приватен имот. За Invoca Group се распрашавме и во околината на нивната стара адреса, на улица Димо Хаджидимов во населбата Киселавода. Ова е 17А, ми треба 15А, Димо Хаджидимов. 15А ви е оваја, девојче. Во зградата која се води под број 15А, каде што според Централниот регистар е старото седиште на Invoca Group, никој не слушнал за таква компанија. Во овој влез? Не се слушна. Бараат некоја фирма тука што регистрирана на 15А за информатика, за дизајн и така натаму. Да не знаеш нешто така? Да имало во нашава зграда? Не. Со сигурност не. Он е прв станар така. Да. Нема, не. Освен теренски, се обидовме и телефонски да стапиме во контакт со управителот на фирмата Даниел Станчев. Го побаравме и од службениот број од кој претходно комунициравме, но и од друг, како потенцијални клиенти, но не ни одговори на повиците.
По неколку часа од посетата на адресите на фирмата, управителот стапи во контакт со нас. Во 30-минутен телефонски разговор, исполнет со навреди за нашата редакција, Станчев обвини за медиумска хајка против неговата фирма. Рече дека работат виртуелно и дека фирмата може да биде регистрирана на која било адреса. За клучните прашања околу изработката на софтверот, управителот рече дека одговор ќе даде пред истражните органи. На прашањето дали софтверот е поврзан со патентираната идеја на Рашковски, не упати одговори да бараме во владата. Владата пак, иако најави, не објави документи што би покажале зошто е набавен софтверот за сообраќајни прекршоци. А недостигот на транспарентност носи дополнителни дилеми за набавката, вели Миша Поповиќ од Институтот за демократија. Тој софтвер чита регистарски таблички на возила на одредена локација. Тоа се значени информации. Таа фирма треба да има некаков углед, таа не може да биде непозната фирма. Така што тоа што во моментов таа фирма е недостапна, нема свој вебсайт, тоа се лоши знаци. Исто така треба да се види на кој начин е направена безбедносна проверка на софтверскиот код. Дали само МВР ќе има пристап до тие податоци, на кој се уредува безбедноста на податоците. И тоа е сега едно од прашањата кои што некој може да ги постави, а требало да бидат одговорени и можеме да ги видиме ако ги има во досието. Детални одговори и документи за набавката на софтверот, сега и владиниот генерален секретаријат и Invoca Group ќе треба да достават до обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Следејќи ги повеќедневните написи во медиумите за набавката на софтверот од страна на генералниот секретаријат на владата, обвинителството отвори предистражна постапка при што предметниот обвинител издаде повеќе наредби за прибирање на потребната документација. Обвинителството отвори предмет минатата недела, а набавката веќе истражува Државната комисија за спречување на корупција. Двете институции ќе проверуваат зошто Рашковски како генерален секретар распишал тендер за софтвер за изрекување казни за сообраќајни прекршоци без координација со Министерството за внатрешни работи, но и дали има и каква е поврзаноста меѓу фирмата Invoca Group и Рашковски, кој пак пред да го распише тендерот патентирал слична идеја. Го представуваме новиот целосно автоматизиран систем за контрола на брзината на возилата во сообраќајот во населени и ненаселени средини. За својата патентирана идеја, Рашковски објавил анимација на Facebook во март лани, 1,5 месец по склучувањето на договорот со Invoca Group. Иако спецификациите на неговиот патент и на софтверот што го купил како генерален секретар се речиси исти, Рашковски тврдеше дека набавката не е поврзана со неговиот изум. Но премиерот го вели спротивното. Не треба секој да биде обвинуван заради тоа што претходно имал создадено свој систем, го патентирал како систем, односно како процес, одредено право, го отстапил бесплатно, нормално на користење на својата земја и дека на тој начин е забрането да се спроведува постапка за да се набави таков систем, таков софтвер за потребите на државата. 360 степени побара појаснување од владата за изјавата на премиерот, на кој начин биле регулирани авторските права со Рашковски, но не добивме одговор. Освен што софтверот никој не го барал ниту го користи, паѓа во очи и тоа што во годишниот план за јавни набавки на Генералниот секретаријат за 2019 година оваа набавка не била предвидена, туку е дополнително додадена. Од владата не дадоа објаснување за ова прашање и не кажаа зошто е купен софтвер кој никој не го користи, ниту планира да го користи. Информации поврзани со набавката владата веќе сподели преку соопштение до јавноста. Документацијата за набавката ќе биде доставена до надлежните институции кои го проверуваат случајот. Додека Рашковски одмара во Мексико, освен владата, во негова одбрана застанаа и неговите колеги од Асоциацијата на иноватори. Не мора да биде да се води хајка за некој што направил нешто во интерес за државата. Иако екс-генералниот секретар на владата тврди дека не распишал тендер за сопствениот патент, Асоциацијата испрати порака дека треба да се поздрави тоа што Рашковски решил патентот да го пласира во Македонија. Не значи дека у влада треба да работат само глупи луѓе, тама и паметни луѓе.
Значи, ако има именуватори, драги, е наш член пред да стане, да влезе во влада. Друго, он се бави, он нема единствен патент кој што го работи, така да се работи за еден врвен иноватор, кој што има врвни идеи, врвни патенти, и сега некој се закачи за тоа дали е тоа набавено по оваа процедура или таа процедура, нас процедурите не интересираат, нас не интересира самиот проект. Според Узелац, патентот на Рашковски е современо решение за безбедност во сообраќајот. Тоа е нешто што исклучиво спаѓа во област на безбедност и исклучиво одлучува државата за тоа. Исклучувајќи го пред на МВР, а дали ќе се користи денеска, утре или ќе почне со користење, тоа е нешто сосем друго. Или владата може да го на крај го продаде, ако е пренесено правото, не знам дали е пренесено, ако го купила, веројатно е пренесено правото, може да го продаде на некоја друга држава, да кажем. Значи, тука не постои апсолутно никаков сомнеш за некој кривично дело или не знам што, на крај постојат институции за тоа. Поповиќ од Институтот за демократија порачува дека за расчистување на сомнежите неопходно е владата да даде детално образложение пред јавноста зошто се потрошиле 81.000 евра за нешто што не се користи. Според него, овој случај ги покажува и двојните аршини, кога е во прашање понесување одговорност, кога има индиции за конфликт на интереси и злоупотреби. Тоа не значи дека вие како влада треба веднаш на било каква сторија на новинари да отпуштите некого, да разрешите некого. Меѓутоа, истовремено, потребно е да има една фина линија помеѓу презумцијата на невиност, меѓутоа истовремено и политичката и моралната одговорност, односно позицијата во јавната служба, која што во момент се смета дека можеби повеќе спречува разрешување на случајот, отколку што ќе помогне. Така што тој баланс е потребно да биде изда сите. Дали фактот што со јавни пари купил производ што никој не го користи, не е доволна причина да си поднесе оставка од позицијата секретар во кабинетот на премиерот? Рашковски, кој се уште е во Мексико, не ни одговори.